Време е за повторно да се поврземе со нашата Марија или на лице место и од време на време во утринската знаеме да направиме една ретроспектива, да се вратиме малку назад во минатото и да се поврземе со убави нешта кои што апсолутно ги поврзуваат и повозрасните генерации токму со нашето убаво Скопје. Марија во продолжение зборува за легендарното пионерско вовче во Скопје, а тој разговор ќе го реализира со Гордана Јанакиевска. Марија, добро утро и поздрав уште еден до тебе. Поздрав уште еден и до тебе. Следува на некој начин на лице место на скопска стара релаксирачка приказна. Ќе говориме за вовчето, легендарното вовче кое што се наоѓа веднаш зад мене во парк во општина Ѓорче Петров. Станува збор за легендарното вовче насловено Киро, кое што било произведено дури во далечната 1917 година и било познато по својата релација Скопје-Охрид. Во каква состојба е сега, колку представува интерес за сите оние кои што минуваат токму од тука и кои се оние податоци историски кои што вреди да се слушнат. Во продолжение ќе ни открие мојата денешна гостинка Гордана Јанакиевска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. Секогаш сте ни раскажувале преубави скопски приказни во кои барем јас сум уживала, односно сум уживала да ги слушам. Напоменав дека ова легендарно вовче Киро е произведено во 1917 година. Дали имало и други имења по кои било познато или пак ова Киро е единствено? Киро во моментов мозокот не ми работи, имал имиња, меѓутоа најинтересното е тоа што да речеме до Охрид требало едно 12 часа да стигне. Чајниче, едно од имињата. Да, чајниче. Во смисла на тоа дека е тесна пругата и дека е малечко, имало разни имиња. Мене ми е драго кога имам можност да кажувам за железницата наша, бидејќи потекнувам од железничка фамилија и мајка ми и татко ми работеле на железница, а јас сум го користела доста патувањето со железница, бидејќи имав карта со попуст. И на таков начин може би мојата професија кон туризмот ја насочив токму ради тоа дека имав можност многу да патувам по бившите југословенски простори. Она што секогаш ме радува да кажам за Киро е дека е нешто што замислете да се децава сега тука и да имаат можност да свртат еден круг со вовчето. Ја верувам дека многу деца денеска и не знаат што е воз, не знаат, го немаат тоа чувство на патување со воз и дека тоа е нешто што навистина пропуштаме, бидејќи најголем дел од пругата железничка низ Македонија е затворена. Напоменав на самиот почеток дека ова вовче Киро е познато по својата легендарна релација Скопје-Охрид. До кога било истото во употреба? Знам дека исто така подоцна и ја менува самата релација ова вовче. Вовчето што одело од Скопје до Охрид е посебно и работело некаде до 70-тите години, кога е укинато поради тоа што не било рентабилно. Ова што вие асоцирате, тоа е пионерското вовче, кое 48 година е отворена пруга од градски парк до Матка и се возело со пионери, кои биле кондуктери и на некој начин ги носеле децата до таму со вовче. Пак ќе напоменам, ако ова вовче било искористено и ден денеска за такво нешто, верувам дека е било атракција. И пред да започнеме со разговорот, ми напоменавте дека всушност има различни делови од различни возови. Од различити возови, тоа е делот на луѓето за патници, делот за пренесување на роба. Морам да напоменам дека 1973 кога е пуштена релацијата Солун-Скопје е искористена многу за во главном трговија, бидејќи трговијата со коњи и камили од Солун до Скопје била интензивна и било многу помалце можност да се искористи отколку железницата. Дали станува збор за оригинални делови од тогашните возови? Сите се овие оригинални делови и во Скопје се сочувани 3 локомотиви, едната во Македонија. Едната е оваја во Ѓорче, другата е во Железара, третата е во Кичево пругата кај што е и уште една четврта има во музеот на железница во Белград.
Зошто токму оваа локација е избрана за да се постави ова Дека била железничката станица Ѓорче Петров и од тука се поаѓало на некој начин била попатна станица од каде се поаѓало за Охрид. Некаде пред земјотресот, ако не се лажам, до тогаш самиот воз е во употреба. Да, возот е до доцните 70 години во употреба. Дали на некој начин овој воз кој е поставен овде е познат по оваа приказна? Дали сметате и дали можеби имате впечаток дека луѓето кои што поменуваат овде знаат за оваа приказна или едноставно минуваат? Мислам дека не знаат, едно време имаше една табла тука која на нешто малце кажуваше за железницата и возот. Не знам тоа што е тргната, меѓутоа пак ја напоменам најголем дел од помладите. Не верувам дека знаат приказната за Вовчето и дека едноставно ни тие што живеат во Ѓорче Петров, а не во Скопје, дека едноставно тоа е нешто што било дел од животот на Скопје и на Македонија. Верувам повозрасните и стари скопјани знаат дел од приказната. Па дел од нив знаат, веројатно, бидејќи имале и можност да го користат како таков, меѓутоа она што мене ми пречи, што навистина мислам дека треба да биде тоа е дека тоа треба да е атрактивно и да може да се вози едноставно и денеска. Да се надеваме дека преку ова вклучување и на некој начин ќе знаат од денес па натака за приказната која што се крие зад легендарното Вовче Киро. Ви благодарам многу за одвоеното време и драго ми беше што имавме можност една ваква интересна приказна да слушнат нашите гледачи. Па јас се надевам дека ќе им биде интересно и дека на некој начин ќе дојдат да го посетат паркот во Ѓорче и да го видат Вовчето. Благодарам уште еднаш. Се надеваме дека со оваа приказна, освен тоа што вреди да се слушне, го пројавивме вашиот интерес за доколку поменувате од тука да видите за какво култно и легендарно вовче станува збор. Говоревме за легендарното Вовче Киро, кое што е произведено во 1917 година и било познато по својата релација Скопје-Охрид.